методологијата за проценка на ризик е нешто што ние во овие години го посебно, да кажам, рафинирано истражуваме и сите наши проекти кои во последно време одат меѓународни се во усовршување на таа методологија, која што за жал, а и за среќа бара многу прецизни податоци. Проблемот не е нас во податоци. Од една страна во таа методологија потребни ви се еколошките податоци и тоа на дневно ниво и тие ги имаме благодарејќи на мониторинг системот на Министерството за животна средина, а другата се здравствените податоци. Тука веќе немаме дневно водење на статистика на заболување и на смртност, него се води статистиката здравствена на месечно, тромесечно или шестомесечно ниво, а морталитетната статистика или смртта тоа се води на годишно ниво и евентуално на месечно ниво се издава. Тие можеби и на дневно ги имаат, меѓутоа не ги објавуваат. Нас не се потребни, значи, дневните движења како би можеле да го тој пик на зголем број на смртни случаи да го споредиме со пикот на аерозагадувањето. Сепак и онака како што ги добивме на месечно ниво, споредбите покажаа дека пиковите на аерозагадување кои се највисоки одговараат и на пиковите на најголем број на смртни случаи кои што се регистрираат и тоа посебно од овие групи на заболувања во кардиоваскуларниот систем, тоа е мозочниот удар и исхемичната болест на срцето. Тоа секако покажува индиректна корелација дека во такви услови овие и тоа хронични болни, ако кажуваме кои се вулнерабилни групи кои што највише страдаат, тоа се хронични болни и овие што се старите лица над 65 години кои што веќе имаат еден намален одбранбен систем и фактички намалена функција на белодробниот и васкуларниот систем. Ова е топ приоритет, иако е малку хендикеп што е интерсекторски, па секој мисли некој друг е оваков поглавен во презимањето на акции, па некој дава повеќе совети на граѓаните, а помалку прави акции, или некој смета дека некои други болести ретки. Сите болести се важни. Меѓутоа, ако имате масовен еден проблем, тоа е јавно здравствен проблем, секој дека треба да му дадете многу поголемо значење отколку само да биде фокусот во текот на една грејна сезона. Што треба да се направи? Да. Ете, тоа е учеството на здравствениот сектор во тоа што сега влегува малку и во други сектори, поистражува што они треба да направат. Здравството, ако го земеме здравствени мерки, тие се да се усовршуваат методологиите за процека на ризик, да се притиска Заводот за статистика да дават дневни податоци како би можеле дневно да следиме поврзаноста. Тука имаме проблем во добивањето на тие дневни податоци за причини за смрт. Нас се потребни причини за смрт. Ако се причините во оваа сфера, каде што е рак на бели дробови, каде што е кардиоваскуларниот било да е мозочен удар или исхемична болест на срце, тие веќе поради меѓународните коефициенти утврдени, веќе може да ги поврземе со овие пикови на аерозагадување. Ние ги добивме на месечно ниво и тоа е некој напредок, меѓутоа потребни се на дневно ниво, како би може бидејќи концентрациите на загадувачки материи ги имаме на дневно ниво, така да мора и двете серии на податоци да бидат на дневно ниво. А кој е образложението зашто не? Па ете, образложението е дека тоа е во доменот на Законот за заштита на лични податоци и дека ете така на некој начин ќе се оддадат личните податоци на оние што починале, што секако не е точно бидејќи постојат и како сериозни причини да се добијат тие податоци, затоа што е од национален интерес, а имаме етички кодекси, има многу механизми кои што ќе спречат оддавање на тие податоци. Сега, кои се другите мерки? Значи, тоа е веќе во здравството. И другото е промоција, значи сега притисок на другите мерки. Секој има некои своји акции. Почнувајќи од граѓанинот, кој што навистина треба да биде дисциплиниран и во користење на возила, и во користење на огревниот материјал, во колку има економски сили за тоа, значи да почне да размислува дали допринесува кон аерозагадувањето и потоа локалната власт и централната власт. Али фокусот на овој проблем во меѓународни рамки е во локалната власт. Кај што е политичкиот систем малку другачије превртен, тоа релацијата централна-локална власт исто така е сега кај нас многу по друга него во другите системи. Во другите системи све е фокусот во локалната власт, каде не се даваат само препораки на граѓаните што треба да направат, него се организира сообраќајот и тоа во текот на цела година, а посебно во овој период на годината, кога што например централните делови на градот, кој што е навистина ректорат, мерното место таму е најголемо загадување, Лисиче, Газибаба, значи тука треба да се растерети од она што може да се растерети. Од што може, од сообраќајот може. Значи со една регулација, има бројни сообраќајни инженери кои што се вработени по овие институциите, МВР треба по кооперативно и тоа може да се регулира, а не да се чека
пак некаква метеоролошка состојба, па да го заборавиме да заборавиме таа мерка. Без оглед ако се движат овој метеоролошките состојби, треба целата зимска сезона да направиме и тоа ќе дојде некое растеретување.